Нема ниту рекламен спот, ниту музичка композиција, банери и телевизиски најави во пресред на најголемиот државен празник 120 години од Илинденското востание, кој требаше да ги организира владата на премиерот Димитар Ковачевски. Владата одвоила речиси 600.000 евра за организација на настани по повод најголемите државни празници согласно договорот објавен на јавни набавки со продуцентската куќа Скопје Филм. Овие средства треба да бидат потрошени за организирање на државни празници во наредните 6 месеци, но колку од тие средства се одвоени за Илинден и што е направено досега, владата со скромен одговор. Владата оваа година националниот празник 2 август, Ден на Републиката, ќе го одбележи во Скопје. Воедно ве информираме дека во тек се подготвителните активности за организација на настанот за одбележување на празникот Илинден. Јавноста навремено ќе биде информирана за сите превземени активности. Премиерот Ковачевски оваа година за државниот празник на 2 август ќе организира церемонија на тврдината Кале. Собранискиот спикер Талат Џафери ќе биде во Крушева, а македонскиот претседател Стево Пендаровски ќе се обрати од Пилинце, а ќе оствари средба со српскиот претседател Александар Вучик во манастирот Прохор Пчински. Владата со години при одбележувањето на државните празници како Илинден и 8 септември не го употребува името на државата, ниту пак националните символи, ниту Македониум, ниту Мечкин камен, ниту Аснов, а камоли Крушевска република. Илинден, нашата сила за едината. Ова беше логото на владата минатата година. Во 2019 паролата гласеше: "Сите сме деца на Илинден", а во 2020 "Победа за сите Илинден". Во 2021 логото беше само Илинден. Лани Ковачевски во Крушево помина со граѓански свирежи, нарачани аплаузи и над 1000 полицајци кои го чуваа. Придружба на премиерот му правеа вице-премиерите Артан Груби и Славица Грковска и министрите Оливер Спасовски и Бисера Костадиновска Стојчевска. Неколку седмици пред прославата, народот со недели протестираше против францускиот предлог, па за безбедност на владината делегација беа ангажирани дури 1500 полициски службеници од различни единици.